реално да си правиме муавет. Не е веќе смешно, брат. Значи, ние може до утре да си правиме муавет, ама веќе стварно ги претеравте сите граници. Не е смешно. Едно време беше страшно, па едно време стана интересно. Па едно време стана дегутантно, па едно време беше смешно, али веќе да ти кажам некое време не е смешно. Знаеш, порано се знаеше. Се знаеш и у политика и у бизнес имаше критериуми. Не може секој да биде играч. А не може секој да биде, како да ти кажам, функционер, политичар, директор, министер. Не може. Се знаеш, имаш и критериум. Немаш ли едно 5-16 кривични, ти не си играч. Кој фактор си ти удржава? Ки искочиш на дебата, тој ќе ти рече, ти бе колку имаш за лежење? Имаш 20 години за лежење? Немам. Па што си седнал тука со мене кажи мене? Па немаш 20 години за лежење. Па нема критерии. Се измеша све. Све отиде у мајчина. Секој стана играч, кој стигна стана премиер, кој стигна стана министер, не се знае више. Порано параметри бе, имаше параметри. 15 кривични, 20 години робија. Значи, по овие параметри, миле ми текна, има најбољи рейтинг. Спидеме реално. Да не го спомнjam човекот паќе глупост за нешто, дај да не ги потсеќам жити све. Дај батали. Друг ми е муаметот. И у бизнес имаше бе критериуми. Не може бе секој бизнисмен. Што да направи ја себе? Кој стигна бизнисмен? Отворил тамо поле за марихуана, о бизнисмен, чекај бе, застани. Може така бе, то како? Насадил тамо тоа. Травата и бизнисмен поле. Како така? Имаше критериуми, имаше ранг листа порано, се знаеш. Ранг листа. Имаш богат бизнисмен, побогат и Сашо. Каков играч изгубивме у Сашо, човеч. Пример за играч. Ги држи критериумите, високо ја дига летвицата. Бе, порано ти беше кејф да ти ја земе Сашо фирмата. Сега бе, кој стигна стана бе фрајер, бе, кој стигна стана багабон. Изгубивме бе основни критериуми. Ќе седнеш со другарите у кафаната, ти да се пофалиш дека Сашо ти ја земал фирмата, ќе седнат бизнисмени 3-4, ќе седнат у ресторан, 25 евра стек, нормално таму седат они, знаеш. Седнат тука ќе јадат, кој ти ја зема фирмата? Сашо. Свака ти час, брат. А ти си успешен бизнисмен, како мене не ми ја зема фирмата. Сега ти ја земат овие фирмава денеска што постојат. Да ти е незгодно да кажеш дека ти ја земал фирмата, брат. Што ти деси со фирмата? Ја затворив. Што така? Ајде се ќе правиме милиони, милиарди, тука ќе правиме, се ќе те расипе парата, седи рата и гледа децата, жената леса, тука ќе правиш милиарди, милиони. Седи рата, ајде. Разбираш? Нови времења дојдоа. Сега како ти кажам, кој стигна бизнисмен, кој стигна политичар, стара гарда, стара гарда. Стара гарда играчи тие, како ти кажам, на црна листа. Сега ако не си на црна листа, не си у модати, не си фраер. Пази какви играчи има на црна листа. Dream Team, пази се. Грујо, Сашо, Орце, Рамис, овој, го знаете, мерки што зима, Рамис. Знаете, како го стави на црна листа, вакашата ни струга. Така, 4 мандати му се загарантирани. Кочо, Стевче, овие сите заедно да ги собереш на куп, да ги ставиш вака на куп, заедно поише пари имат од Бил Гейтс и Елон Маск заедно. Да се соберат на малиголчиња фудбал, да играат 20 да им фалат. Грујо, Батучет, Сашо, Ботми, еве ти 2 милијади, купи ги Роналдо и Меси моимте. Купи ги Роналдо тука да фалат 20 за малиголчиња фудбал. Не ме гој ти, ајде загревај се тамо. Ламис, ајде загревај се. Ти текна е. Сакам да речам, не си ја ценевме таа екипа, Dream Team-от него ценевме, човеч. И знаеш како, на крај ќе ви кажам, политичарите нас не ни се крие. Ние сме стока од народ. Ние не знаеме да ги цениме. Ние не знаеме да ги цениме овие наши политичари. Само по нив фрлај со дрва и камења по нив. Не е така. Политичарите се најголемите жртви во оваа држава, ја ќе ви кажам. Можда не се неуспешни, 100% не се неуспешни. Душа во ќе размислиш вака, некој успешен проект од некоја партија на власт што била 20 години. Знаеме која партија на власт 20 години, ја ти кажам право поуспешен проект од косата на Бујар немам видено за 20 години, искрено ти кажам, знаеш. Али друга ми е поентата. Сакам да речам, они се најголеми жртви во оваа држава. Сега кажа како се жртви. Сега ќе ви објаснам. Работа, трча,
носат инвестиции, странски инвестиции, носат тука фабрики отвараат, автопати играат, индустријски зони отвараат, за да има вие кај да работите и вие не да кажете браво, ала да вие одма се жалите, мала ни била платата. Па нормално. Вие само знаете да кукате и да викате, а они шо прават? Мала ви е платата, за да не ве расипе парата. Оти вие вака и без пари се раскурцавте и се раскурвавте не па со пари. Така ли или не е така, што би рекол Стефче? Така ли или не е така? Што мислите ви, они дека калапат милиони, милиарди, си дигнат плати, од вакви од тие патни трошкови купуваат станови, дека се алчни, дека сакаат само за себе да грабаат? Не! Они грабаат, лапаат, калапат, зашто? Се жртвуваат самите себе за вас да има помалку. За вас да не ве расипе парата. Оти вие со малку пари све отиде у мајчина, а не дај Боже со многу пари. Еве ти пример, одма. Пази, све со подкрепа. Народ, ти на народ, што е истрениран, ти ние сме тренирани, со 300 евра плата, да купи плац, да дигне куќа, да школува деца, да иде у Охрид на одмор, да иде у Грчка на одмор, да регистрира кола, да дигне 3 кредити, да ги рефинансира, да ги врати. Да купи дома по 4 iPhone и си да имате iPhone по дома. И на крај од месец, секој месец, тоа е рефлексно, у ДНК-та ни на нас македонците тоа, да го направиш се ови на крај на месец, да тргнеш едно 50 евра на страна, пошто знаеш, за секој случај, ти ги немаш, ама тргни ги. И ти се на тој народ, што е истрениран, со све ова, да го направи со само 300 евра плата, да му фрлиш 5000 евра плата. Така у Швајцарија сакате да живеете, така? Швајцарија на Балканите, така? Вие со 300 евра видиш што правите? А со 5000 евра, а? Ги гледате во вие наши кога дојдат од Швајцарија, а од Австралија, а? Ко пуштени кучиња од ланец овде. Одма бенвиња, Ламборџини, айфони моети, бело тука шмркаат, тома кафани, мафани. Да, гледате како се понашаат. Тоа не ви е доказ. Тоа ли е живот, бе? На што личи тоа? Ќе возиме Ламборџини. Па на еден штоп на Ламборџини колку тебе спратат од куќата е. Будала си? Ламборџини сакаш да возиш, тоа е проблем. Боже, сачо. Ги гледате, и вие, да ви се фрли 5000 евра плата, одма ќе почнете одма бело, коцка, алкохол, 300 болести ќе начукат и после кои ќе ви бидат криви? Политичарите. Многу ја дигна ја платата, се расипавме. Не, што ќе правиме човек, ја дигна платата, не знаеме што да правиме со пари. Тоа е следно. Мисли малце, не само да кукаш и да збориш, не само да плюкаш. Еве ти пример друг одма. Швајцарија, така, таму сакате? Еве, така. 5000 евра плата зима тој, така. 3 троши, 2 му останува. 2000. Вишак. Што ќе им прави? Овдека ти е како видео игрица. Ти фрла 400 евра, снајди се. А 2000 ти останува. Ја ќе ви кажам што ќе се деси, чекор по чекор. А еден месец ќе тргаш. Така, првиот месец. Како стигаат 2000 ги гледаш во тебе тоа што е македонското. Тргни ги на страна. Бе не се 20 евра 2000, бе тргни ги на страна, тргни ги. Тргаш. Еден месец тргаш. Втор месецот ти е втор пат ти пак не знаеш што да правиш, пак ќе тргнеш. Третиот месец веќе те копка, бе, ти се троши, бе, брат. Ги гледаш вака, викаш 6000 евра, прв пат у живот гледаш 6000 евра. Ги гледаш вака, викаш што да им правиме на овие пари. И у тој момент си среќен. Не знаеш што да правиш, кога си среќен те мава адреналин и викаш чекај. Ќе посакаш да имаш интерконтинентален, еве вака да се изразам, однос со жена ти, нормално. Среќен. И нормално, пошто тие жена нема ти даде да имат интерконтинентален однос, тоа, нели? И ќе ти рече, ај бега тука, не ми досега, ај бега тука, ај мршо тука, ај бега не досега. Со 400 евра плата, ќе се скараш, ќе ти рече, ај бега, ај не досега. И ти ќе бегаш и нема, досегаш, ќе си ленеш. Со 400. Гледаш, фокус. Со 6000 у джеб, бога ми. Така, ќе ти рече, ај бега тука, не ми досега. Ти шо? Ќе одиш, ќе си ленеш? Не. Знаеме кај ќе одиш. Сега ме снимаат дечки од тука.
да не навлагам у детали, али се сваќаме, така? Затоа, вака е таман. Боле 300 евра плата, него 300 болеси да начукате, така? Таман имаш да прогураш, да се протнеш. Добро, јануар ти фалат уште 1000 евра, ма сакам да речам, ќе се прогураш, а да не те расипе. Златна средина, уствари само средина, пошто ако е златна ќе ја продаде и пак све ќе отиде у... Разбираш? Сакам да речам, политичарите не лапаат и не крадат и не калапат за себе. Не, тие се жртвуваат за вас. Драга моја Македонија, све ли ја да мислам, уклучи мозок малце. Корупција. Па не е ни смешно, бе, човече. Корупција, каква корупција, бе? Тоа е начин на живот на македонецот. Види, ние колку има таму сетила? 5-6. Ние имаме едно сетило што се вика снајди се. Со тоа снајди се, понатаму во животот се си бркаме. Ти пред да се родиш, замисли, уште си во стомакот на мајка ти, да издегуваш, надвор татко ти чека со 100 евра, да ја потплати сестрата дека успеала да ти го одврти, почната врвца да ти одврти што ти бидела околу вратот. Значи, во моментот од кога ќе се родиш, ти си научен лека полека понатаму со така наречена корупција. Па не е корупција, бе, човече, полека среди ваму, среди таму, еве, да се запишеш на училиште. Не ти треба за кај која наставничка сакаш? Па нормално таму треба еден ручек да дадеш. Па треба да почастиш малку, па корупција го вика. Па не е корупција, си завршил работа, бе, човече. Понатаму исто возачка. Ти мислиш возачка така се зема. Ајде, седи возачка од нигде никаде, ги знаел знаците, знаел да вози. Малку е тоа, бе. Чекај малку. Треба да частиш таму екипата што ти е собрана во колата, што те вози така наречена комисија, еден ручек, едно виски, едно друго, ќе потфрлиш некој динар, ќе се снајдиш. Види, корупција го викане. Што корупција бе да му даеш на доктор, 200 евра да те фати прекурет. Чекале 100 луѓе, ти тајно ќе го направиш, нема пред сите. Ти прави услуга човекот. Има 20 души пред тебе прекурет, те те опериса. И тоа за колку? За 200 евра. Ништо пари. Ајде се вака, драги мои. Дај да ја свртиме сега теоријата. Ајде нека дојде овде, на пример, во Македонија да живее швајцарец и да се снајди. Па нема да се снајди. Еве, замисли се појавува, мислам, јас многу во фикција влегува. Швајцарец доброволно да дојдел во Македонија, тоа е во старт невозможно. Ајде вака ќе направиме. Замисли ти прават некој тест период на некој лет од Скопје до Буенос Ајрес, пробен лет преку Визер 1200 денари. Фаќаш 1200 денари, тргнуваш во Буенос Ајрес со бројани пари, пасошот и парите ти ги крадат. Шо преш ти во тој момент? Гарантирам дека македонец за недела дена овде на плоштад ќе си седи, кафе ќе пие и ќе ужива. Како? Па се снашол, бе, човек. Замисли, швајцарец да му се случи исто, да во Буенос Ајрес му ги украле парите, пасошот се му украле. Ќе се снајди? Шипак ќе се снајди. Ќе почне да се јавува по амбасади, да го повлечат амбасадите, Интерпол, хеликоптери ќе дојдат. Хаос, ќе се депримира, хаос ќе настани. А ти да сакаш, не може да те повлечи амбасадата, да речем. Зошто? Затоа што Македонија нема амбасада во Буенос Ајрес. Така ќе најдеш начин како да се снајдиш. Ајде, што би се случило сега, например, тој швајцарецот истиот за кој што збораме, да дојде тука да живее. Ќе го видиш швајцарецот после 2 недели во депресија паднат. Седнат на кафе, и то не на кафе да пие, ракија враце, му се треси раката, пие. После ручек ќе го видиш во кафанче некој, седнато дреми таму, да касни. Во сендвичара застанат со син му вели таму во сендвичара, со поќе кетчуп мајонез, за да му држи. Мора тој лека полека, тоа 7-то, 8-то сетило веќе да го научи како функционира, да се снајди. Ќе оди на фудбал со син му, застана со син му, го држи за рака, насолзен, ќе може да влеземе двајца со една карта. Мислиш ќе се снајди? Како да не ќе се снајдел? Ќе се снајди единствено на црно да крка диазепами. Прво не ќе може да се снајди на работа. Па видете, ние во Швајцарија работиме по 7 часа, имаме 4 часа одмор за ручек, плюс топол оброк и чаша вино и десерт од фирмата.
Мекуши едни бе. Мекуи, овде ќе работиш 10 сати, ќе имаш 7 минути да јадиш четврт бурек, ама чекај, немам време јогуртот кога да го допијам. Ќе го допиеш дома јогуртот. Ама чекајте, не може така. Кој рече дека не може така? Чао, ќе најдиме друг. Ама ќе тужам. Како ќе тужиш бе, брат? Кај прав брачет ми е судија, како ќе тужиш? Ти само тужи. Ќе треба може да ги вратиш парите за кои што си работел. Сега, замислете овој швајцарецот. Тоа сакам да ви кажам, драги мои пријатели, дека тоа сетило, тоа нас ни е вродено, како да се снајдиш, корупција го викале. Што корупција бе, потфрли ваму таму. Замисли го овој швајцарецот во транспорт да влезе. Во Скопје дошло, треба да стигне до Битола, пример, во возот, него. Тоа само во возот кој се кажи веќе влегува во драма. Ако се начека тој период кога вози. Влегува швајцарецот и директно кај овој ше кондуктерот. Така да го наричам кондуктер, као се вика. Здраво, извинете, возот за Битола ми е страв да не го промашам? Ми е страв да не го промашам. Не може да го промаши, човек. Еден е возот. Може да нема воз, а да го промашиш, не можеш. Го гледа швајцарецот тој возот натре, османлиски период до декорацијата. Во Швајцарија сигурно учат таму во книгата, еве, вака во периодот на османлиите се возеа во возовите и уште во Македонија. И швајцарецот гледа во тој возот, тука се пикаат луѓе, отворени прозорци, хаос, ни топло, ни ладно, дува од сите страни, и му вели овој пак на кондуктерот, извини, сертификат за безбедност има овој возот? Сертификат има. Безбедност нема. Кога ќе стигне? Тешко прашање. Тоа никој не го знае. Добро, борете, кога ќе тргнеме? Пак тешко прашање. Може нема ни да тргнеме, кога ти кажам. Види, може да е подобро никогаш да не тргнеме, оти ако тргнеме, може нема ни да стигнеме. Това е таа теорија на релативитет. Ајнштајн рекол дека времето е релативна работа. И со тоа докажуваме дека Ајнштајн имал и некои македонски корени. Видете, возот возел 30 км на час. Сега го покачиле на 50 км. Со точакот побрзо возиш бе човек. Тоа е 30 км на час е намерно направено. Ти тргнуваш за Скопје, студентот си ги заборел теглите, му викаш на твоите брзо, носете ги теглите, сега само што тргнува возот. Татко ти почнува да трча, на километар ќе го стигне возот. Во здраво тело, здрав дух, ем слаби, ем битки, ем стигнува таму. Башка може да му фрлиш таму 50 денари на тој машиновозачот, не вози ти 50, вози 20. Па го викале са корупција. Некој вика, си завршил работа. А швајцарецот само да влези во возот ќе свати кај. Со кокошки на пазар влегуваат, кози продаваат, со точаци, па идем продава паломи, паломи сон чоклет, паломи сон чоклет, паломи сон чоклет. Па се расипал на пола пат возот, се запалила пругата. Излегува машиноводачот, почнува да ја гаси пругата. Швајцарецот одговорен е. Нашите сите гледаме од озгора. Швајцарецот излегува оттаму, почнува со камење да мава погнот. Швајцарецот, овој машиноводачот вика, немојте молам со камење, ќе откопаш пругата, ќе не можеме да се вратиме. Да. После, од кој ќе се изгаси тој пожарот, 1 сат пауза да одмори возачот. Па нема пруга, па се реди нова пруга. Па од Скопје до Битола 8 сати се патувало. National Geographic. Швајцарецот нерви кискани, анксиозност, депресија, мобинг, булинг, шамарење, вреѓање, се воедно ќе доживее. Какво време дојде, како поскапеа цениве, сега ние ухријани ќе почнеме смештај да бараме, нема само да нудиме, нема да викаме смештај треби, туку са и ние ќе викаме ми треби смештај. Не морат в град, струга, дај шта даш. Конечно може да се каже дека Охрид е еден од најскапите, ако не и најскап град. За едно сокче и едно кафе да се напиеш кај нас покрај кај лихвар да се започиш. И то сок на растворање, од ефтинине, не зборувам за кафе, Кока-кола, зеро пакет, тогаш ќе треби под хипотека цел имот да ставиш кредит да си земиш и седни си, написи едно мало макиато, поуживај 15 минути, пошто најверојатно и последно ќе ти е. Првом за ондена ке знајте, кај што не седвиме, сакаме, ама некако немајме да си преуштиме, ко недостижно ти е. Си викаш ке работам 5 години, ке штедам, ама ке види, ко ке седнам, мало макиато, ај ке се лава, ке се напием. Сега пред брзо време во Битола бевме со друштво и седвиме во еден кафич да пиеме кафе. Келнеров ни вика, дечки да знаете, деме код пред некој време
цениве ни се поскапени, демек да не се изненадите. Му викам, братове, од Охрид сме море ние, колку да се поскапени цениве. Немојме ние да се изненадиме толку колку што ти можеш да ги поскапиш цениве. Аз да си кажам, да не се изненади. Носитме, нито гледаме цениве, еспресо пев, че макета 6, коњак 77, сок 70. Викам, стварно се изненадивме. Се изненадивме колку беше ефтино. Од охридскиот стандард ние што сме навикнати, нас ефтино ќе ни е цело мени да ти го нарачаме, дел од кафичов да ти купаме, пак да ти остави пак ќе поевтино од Охрид. И одма тука му кажеш, извини, ми треба смештајте, молам да се преседам овдека. Пак сега ево чекам лето ќе дојде, кај да е, ќе почне со слики да вртет по интернетов колани, нешто цреши во Скопје, во некој маркет 2000 денари кило. Аматериједни. Во Охрид пред 10 години беше, сега килото охридски цреши испод 100 евра. Неојте, што е црешиве Клеопатра ги имат збирано во љубаништа, дури и свирела Мадона на харфа и пела Like a virgin. Кога ќе касниш од црешава, се осеќаш како невиноста на Клеопатра ти да ја имаш земен. Имате една единствена градба, што е дива, што ги преживува сите овие тешки времења веќе уназад неколку години е така еден кафич на Кеј, толку е стар кафич уште тендана. Бојата имат смената уште пред 15 години, во светло гугушлива боја, остарена, изгледена со искуство 3 стента имат, нова карлица си имат заборчено 3 пати. Карактерот ни е сменат. Таблана кај што го пишете името на кафич, пишело некогаш во 2000-та пред војната, жолтица имат фатено, лико ни е сменат, пластична операција, треба потхитно да се направи. И пак на крај го преживуваат се тоа, што нас е имет испитвено и од УНЕСКО за колку е значен кафичов за охридското крајбрежје, зашто ќе седнете онде прфред до водана на сред па некој батулиња, ќе не плюкнет по еден шлајм везеро, денот немој да почне. Ама УНЕСКО кажа дека тоа им дават на рибиве волја за живот, ги тренират и рибиве им ги слушат муабети онде и учат од нив како да испливат на правата патека во животот, помеѓу толку ендемски видови. Им дават карактер на плашициве, ги учат рекет како да им мавет на јагулине, најважно ги учат како да крадат заштитен вид пастрамка. Да се поправиме привид не е веќе смешно, редно е да прекинеме со тоа нативо, дај ми го и да почне да функционира нешто како што треба кај нас. Поздрав! Корупција. Па не е ни смешно бе, човече. Корупција, каква корупција бе? Тоа е начин на живот на македонецот. Види, ние колку има таму сетила? 5-6, ние имаме едно сетило што се вика снајди се. Со тоа снајди се, понатаму во животот се си бркаме. Ти пред да се родиш, замисли, уште си во стомакот на мајка ти, да издегуваш, надвор татко ти чека со 100 евра, да ја потплати сестрата дека успеала да ти го одврти, почната врвца да ти одврти што ти бидела околу вратот. Значи, во моментот од кога ќе се родиш, ти си научен лека полека понатаму со така наречена корупција. Па не е корупција бе, човече, полека среди ваму, среди таму, еве, да се запишиш на училиште. Не ти треба за кај која наставничка сакаш, па нормално таму треба еден ручек да даеш. Па треба да почастиш малку, па корупција го вика. Па не е корупција, си завршил работа бе, човече. Понатаму исто возачка. Ти мислиш возачка така се зема. Ајде, седи возачка од нигде никаде, ги знаел, знаците знаел да вози. Малку е тоа бе. Чекај малку. Треба да частиш таму екипата што ти е собрана во колата што те вози така наречена комисија, еден ручек, едно виски, едно друго, ќе потфрлиш некој динар, ќе се снајдиш. Види, корупција го викане. Што корупција бе да му даеш на доктор 200 евра да те фати прекурет. Чекале 100 луѓе, ти тајно ќе го направиш, нема пред сите. Ти прави услуга човекот. Има 20 души пред тебе прекурет, те те опериса. И тоа за колку? За 200 евра. Ништо пари. Ајде се вака, драги мои. Дај да ја свртиме сега теоријата. Ајде нека дојде овде, на пример, во Македонија да живее швајцарец и да се снајди. Па нема да се снајди. Еве, замисли се појавува, мислам, јас многу во фикција влегува швајцарец доброволно да дојдел во Македонија. Тоа е во старт невозможно. Ајде вака ќе направиме. Замисли ти прават некој тест период на некој лет од Скопје до Буенос Ајрес, пробен лет преку визе 1200 денари. Фаќаш 1200 денари, тргнуваш во Буенос Ајрес со бројани пари, пасошот и парите ти ги крадат. Шо преш ти во тој момент? Гарантирам дека македонец за недела дена овде на плоштад ќе си седи кафе, ќе пие и ќе ужива. Како? Па се снашол бе човек. Замисли швајцарец да му се случи исто, да во Буенос Ајрес му ги украле парите, пасошот се му украле.
Ќе се снајди, шипак што ќе се снајди. Ќе почне да се јавува по амбасади, да го повлечат амбасадите, Интерпол, хеликоптери ќе дојдат. Хаос, ќе се депримира, хаос ќе настани. А ти да сакаш не може да те повлечи амбасадата, да речем. Зошто? Затоа што Македонија нема амбасада во Буенос Ајрес. Така ќе најдеш начин како да се снајдиш. Ајде, што би се случило сега, например, тој швајцарецот истиот за кој што збораме, да дојде тука да живее. Ќе го видиш швајцарецот после 2 недели во депресија паднат. Седнат на кафе, и то не на кафе да пие, ракија враце, му се треси раката, пие. После ручек ќе го видиш во кафанче некој, седнато дреми таму, да касни. Во 8 вечера застанат со син му вели таму 8 вечера, со поќе кетчап мајонез, за да му држи. Мора тој лека полека, тоа 7-то, 8-то сетило веќе да го научи како функционира, да се снајди. Ќе оди на фудбал со син му, застана со син му, го држи за рака, насолзен, ќе може да влеземе двајца со една карта. Мислиш ќе се снајди? Како да не ќе се снајдел? Ќе се снајди единствено на црно да крка диазепами. Прво не ќе може да се снајди на работа. Па видете, ние во Швајцарија работиме по 7 часа, имаме 4 часа одмор за ручек, плюс то полуоброк и чаша вино и десерт од фирмата. Мекуши едни, бе. Мекуј, овде ќе работиш 10 сати, ќе имаш 7 минути да јадиш четврт бурек, ама чекај, немам време јогуртот кога да го допијам. Ќе го допиеш дома јогуртот. Ама чекајте, не може така. Кој рече дека не може така? Чао, ќе најдиме друг. Ама ќе тужам. Како ќе тужиш, бе, брат? Кај прв брачет ми е судија, како ќе тужиш? Ти само тужи. Ќе треба може да ги вратиш парите за кои што си работел. Сега, замислете овој швајцарецот. Тоа сакам да ви кажам, драги мои пријатели, дека тоа сетило, тоа нас ни е вродено, како да се снајдиш. Корупција го викале. Што корупција, бе? Потфрли ваму таму. Замисли го овој швајцарецот во транспорт да влезе. Во Скопје дошол, треба да стигне до Битола. Пример, во возот, него. Тоа само во возот кој се кажи веќе влегува во драма. Ако се начека тој период кога вози. Влегува швајцарецот и директно кај овој што е кондуктерот. Така да го наричам кондуктер, као се вика. Здраво, извинете, возот за Битола ми е страв да не го промашам? Ми е страв да не го промашам. Не може да го промаши, човек. Еден е возот. Може да нема воз, а да го промашиш, не можеш. Го гледа швајцарецот тој возот натре, османлиски период до декорацијата. Во Швајцарија сигурно учат таму во книгата, еве, вака во периодот на османлиите се возеа во возовите и уште во Македонија. И швајцарецот гледа во тој возот, тука се пикаат луѓе, отворени прозорци, хаос, ни топло, ни ладно, дува од сите страни и му вели овој пак на кондуктерот. Извини, а сертификат за безбедност има во возот? Сертификат има. Безбедност нема. Кога ќе стигне? Тешко прашање. Тоа никој не го знае. Добро, борете, кога ќе тргнеме? Пак тешко прашање. Може нема ни да тргнеме, кога ти кажа. Види, може да е подобро никогаш да не тргнеме, оти ако тргнеме, може нема ни да стигнеме. Това е таа теорија на релативитет. Ајнштајн рекол дека времето е релативна работа. И со тоа докажуваме дека Ајнштајн имал и некои македонски корени. Видете, возот возел 30 км на час. Сега го покачиле на 50 км. Со точакот побрзо возиш, бе, човек. Тоа е 30 км на час е намерно направено. Ти тргнува за Скопје, студентот си ги заборел теглите, му викаш на твоите брзо, носете ги теглите, сега само што тргнува возот. Татко ти почнува да трча, на километар ќе го стигни возот. Во здраво тело, здрав дух, ем слаби, ем битки, ем стигнува таму. Башка може да му фрлиш таму 50 денари на тој машиновозачот, не вози ти 50, вози 20. Па го викале са корупција. Некој вика, си завршил работа. А швајцарецот само да влези во возот ќе свати кај. Со кокошки на пазар влегуваат, кози продаваат, со точаци, па идем продава паломи сон чоклет, па се расипал на пола пат возот, се запалила пругата, излегува машиноводачот, почнува да ја гаси пругата, швајцарецот одговорен е, нашите сите гледаме од озгора, швајцарецот излегува оттаму, почнува со камење да мава погнот, швајцарецот, овој машиноводачот вика, немојте молам со камење, ќе откопаш пругата, ќе не можеме да се вратиме, да. После, од кој ќе се изгаси тој пожарот, 1 сат пауза да одмори возачот. Па нема пруга, па се реди нова пруга. Па од Скопје до Битола 8 сати се патувало. National Geographic.
Швајцарецот нерви кискани, анксиозност, депресија, мобинг, булинг, шамарење, вреѓање, се воедно ќе доживи. Ако го немаме ние македонците тоа седмо сетило, така наречено снајди се или корупција, замисли што би му се случило на швајцарецот да закажи термин за снимање на клиника. Сега само да го замислиме, дека тој звони на телефон и некој таму стварно се јавува. Мислам, ова е во чиста фикција во старте. Здраво, добар ден, ми треба снимање на магнетна резонанца. Сега почекајте. Да, имаме термин, 14 мај 2027 во 15 часот има термин. Ај, чекай, ама, може е касно тогаш? Ако ти е касно, имаме во 9:30 са бајлето, ако не е проблем. Сега на швајцарец да му речиш во 2027 да дојдиш, тој ќе чека, брат. Тие се дисциплинирани, точни. Абе, со болки ќе се стега, ќе се битка. Уште 4 години нема термин да пропушти, нема шанси, ќе чека, смртта ќе дојде. Ќе го собере, ајде Штраус, камен зикијар, ајде брзо. Абе не, чекај, термин имам за намагнетна. Тука ќе падне на кондиција. Ептене фикција да замислиш на вистина са, кога ќе размислам, швајцарец доброволно да дојде да живее овде. Абе тие овие мигрантите што беа од Сирија, од Пакистан, тие не ќе да останат тука. Тука на поминување само. Дојди бе брат тука да останеш, да поживееш, ни треба таксисти, ни треба това, знаеш, ние само паметните работи ги работиме. Нема кај, ни треба колку земате плата? 400 евра ние. 400 евра. Абе брат, и вие сте за сона, сајде навам. А ти да треба да средиш за магнетна резонанца до 2027, не само што ќе се снимиш на магнетна, ти му средуваш и на другите да се снимат. И веќе по 50 евра почнуваш да вадиш одлив. Па се повикале корупција. Не е корупција. Тоа е втемелено во секој македонец. Да, и веќе не е ни смешно, малку е сериозно. Можеш ли да пробаш ти на швајцарец, драг мој пријателе, сега што ме гледаш, да му го објасниш моментот со извод не постар од 6 месеци. Оди објасни му го концепт. На секој 6 месеци нов извод. Нема логика. Во 6 месеци, шо, си се преродил? Нешто ко турска серија, па си дознал дека те родила студинката, па сега мораш да извадиш нов извод и да го наследиш имотот? Како? На 6 месеци. Што сме ние будисти, па се реинкарниравме и сега нов извод ни треба? Еј, на 6 месеци, ало? Швајцарецот ќе рече, овие стварно се Ајнштајни, ништо не разбирам. Како воопшто живеат овде не ми е јасно. Не може сега на 2 милиони на сите се да им е јасно, само јас да не сваќам. Абе ќе му го падни IQ-то на швајцарецот. Во еден момент сигурно ќе дојди, ќе праша сигурно. Оти е вака тука, бе? Оти. Тука имаш и ти спремен одговор. Оти. Да, оти. Па за да ти пукнат, оти. Па така е бе човек, не крадат 30 години. Бе крадат, кој век ради, в затвор се? Мислам, беа, како така, беа, се повози, до струга, до вамо, беа малку в затвор. Така се вели како в затвор да беа, а кој век ради? Па, 2 парти тие се, не? Значи нема тие гласачи, пробува тој разумно некако. Дали разумно? Немале гласачи. Како да ти објаснам, драг пријателе, а да не испаднем IQ 81? Да, таа корупција не донесе до ова ниво, па вие како сакате наречете го. Дали било тоа корупција или било некое седмо сетило, снајди се. Не ќе се запрекаваме со тегла мет. Леле, човече, ме отече. Чека да видам. Кој е вој се? Ало. Да, јас сум. Благица. Не Благица Павловска. Која ти треба тебе? Благица студентски прашања. Таа сум баце. Ама звониш после работно време. Кој ти го даде бројот? Овој ми е приватен. Како? Панче професорот. Чекај малце, извини. Панче професорот, брат. Абе, тој не ли е у затвор без за пипкање студентки, бе?
Абе, не ме заебава, им бараше на сите студентки, ако не му дадат, им бараше 100 евро плико. Абе, не е нормален. 100 евра, бе, у тоа време, знаеш што беа 100 евра, бе, цела недела можеше да јадеш. Сега 100 евра, еден ден кафана, ама не му ги давам, бе, перверзњак еден. Чекай овој да видам. Ало? И викаш Панче ти го даде мојот број, а? Утекнало на мене, а? Ај, кажи, што ти треба теја? А диплома за завршен факултет. Што не ти се учеше на времето? Ако бе, браво бе, честито, честито. Те назначиле за директор. Ако, браво, браво. Од која партија? Не, да, глупости прашувам. Не, мора да е владеачка, мислам, сигурно нема од опозицијска да те стават. Ама се си бива, баце, се си бива, знаеш како идат кај нас? Ке си платиш, се си има цена. Затоа ние имаме комплет услуга за едни политичари, баце. И за други граѓани. Диплома за основно, за средно, за факултет, за англиски, за магистерски, за докторат, за што сакаш, баце, за што сакаш. Ева, например, за една партија што им имам средено дипломи, а ви имаат кадар НАСА да ја водат, баце. Толку се стручни. Мислам, не се стручни, не да боже ракета на да ја возат, има да падне насред Пентагон. Ама, баце, формално се покриени. Ај сега кажи ти зашто ти треба тебе диплома. За психијатар. Опа, баце! О, те назначиле за директор. А, баце, 20 години како продавам лажни дипломи, вакво барање за психијатар не сум имала, да ти кажам право. Абе, те стајле директор на Бардовци. Секако, па така де така. Така треба да си стручен. Така бе, баце, така. Хај, баце, нова мито и корупција у држава. Сите сме луди. Ама нема кој да не прегледа, баце. Како? Колку пари ќе те чини? Абе, обично дипломата за факултет се движи од 3000 до 5000 евра негде. Например, за правник ти е наевтина, тоа ти е 3000, зашто знаеш дека студиите ни се од 0% оверба. За доктор обичен ти е 4000, зашто и таму имаме недоучени многу. За градежен инженер, например, таму тоа е 5000, пошто знаеш дека многу се цени кај градоначалниците. Ама за психијатар, знаеш како е? Знаеш како е, бе? Ке си купиш диплома и една работа ти е сигурна. И да ти ја земат дипломата. И да отидеш у затвор, до сега никој нема отиден у затвор, бате, за лажна диплома. Знаењето ќе ти остане. До сега директорските плати ти се околу 2000 евра. Значи со 2 плати ја вадиш дипломата. Мислам, твојата со 5 плати, баце, ќе ја извадиш. Твојата ќе биде 10.000 евра, баце. 10, не викај, 10.000 евра. Ало, се смирили? Абе, баце, шо ти е? Абе, нема, да бе, абе, се ќе си добиеш, бе. 10.000 евра, подпишана од деканот, заведена у сите книги и во МОН, валидна, да бидеш на чело со сите ненормални у држава. Мислам, да го водиш Бардовци, да добро. Мислам, како да ти кажам, баце, по избориве многумина ќе се прават луди за митото и корупцијата што ги направиле, па ќе им треба некој да им подпише дека се луди, бе, баце. А еден подпис дека некој е луд и дека не треба да иде у затвор, ке чини, баце. А кој ќе подпишува? Ти. А тебе кој треба ти дае пемпеле да подпишуваш? Ја, Благица студентски праша. Така е, баце. Така. Епа 10.000 евра и дипломче за психијатар. Така е, бе, баце, така е, така е. Подато си пушти ми на Вибер и утре околу 12 можеш да дојдеш да си ја земеш. Парите ќе ги однесеш кај 9 браќа уменувачница, со назнака за Благица. 9 браќа, да. Ај, со среќа, нека ти е директорувањето, баце. Ајде, и шо поише будали, толку поарно. Ај. Се ненормални, бе.